Општините кои со години се дават во долгови и на кои им се блокирани буџетите како ладна вода го очекуваат раздолжувањето со помош на кредити, кои ги вети премиерот Заев. И понатаму на истокот најзадолжена општина останува Делчево. Долгот ни е негде околу 4 милиони евра на општина Делчево. Вкупниот буџет на годишно ниво ни е исто 4 милиони евра. Меѓутоа тоа иде со наменските дотации за сите области. Основниот буџет ни е негде околу 1,5 милиони. Така да тешко се справуваме со долгот и немаме ние некое стопанство, не знам какво, за да можеме долгот да го намалиме, бар во некои приближни вредности. Така се надеваме на изјавите од премиерот дека ќе ги раздолжи општините, посебно мислам сите општини, посебно тие што се со блокирани сметки. И рударската општина Пробиштип со долг од речиси 3 милиони евра, а за половина година се раздолжени околу 17 милиони денари. Сериозна е работата со општина Пробиштип, да не кажам дури невозможно како се уште обстоивме и не дозволивме да имаме блокада на општина Пробиштип со еден таков огромен долг, односно толку е и проектираниот буџет на општина Пробиштип. Она кое што неколку пати имам кажано дека најмногу енергија и време потрошивме тоа да успееме да изменаџираме со добавувачите, со правните субјекти, да најдеме начин како да имаат трпение да не се блокира општина Пробиштип. Пробиштип како извори за полнење на буџетот го гледа во продажба на градежните парцели и во концесијата од рудникот Злетово. Но и пробиштипскиот градоначалник смета дека раздолжувањето кое ќе го направи владата ќе им помогне како општина. За разлика од овие две општини, Македонска Каменица е ликвидна и нема проблеми со долговите. Со моето настапување на функцијата градоначалник наследивме 36 милиони денари долг и 43 милиони кредит од Светска банка, кој што ќе почнеме да го исплаќаме оваа година. Во моментот, општина Македонска Каменица нема долгови, сервисирани се долговите и во моментот имаме позитивно салдо во општината. Очекуваме за 15 на дена и нова концесија од рудник Саса во износ од 30 милиони денари, така да планираните проекти можеме да ги спроведуваме. Одблокирани се сметките на неколку рурални општини на истокот, но засега задолжените општини од своји средства реализираат помали проекти. Спаси средства за големи капитални проекти гледаат во министерствата и владата, како и во проектите кои се реализираат со европски пари.